Координативното тело за интелектуална сопственост на Република Македонија и надлежните судови во Република Македонија во изминатиот период ги засилија своите мерки во борбата против софтверската пиратерија. Истовремено, осудените компании се задолжени да исплатат и надоместна штета во вредност од 100.000 до 500.000 денари, во зависност од количината и видот на нелиценцираниот софтвер кој го користеле. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе гледате. Техномаркет со донација го поддржа месецот на аутизмот. Акција за бесплатни превентивни прегледи на граѓаните. Катната гаража кај Стара железничка доби светско признание. Стручен собир за улогата на локалната самоуправа во безбедноста на пешаците. Либерализацијата на пазарот со струја стартуваше успешно. Денеска Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамките на неделата за безбедност на пешаците во Република Македонија во соработка со партнерите организираше стручен собир со меѓународно учество на тема улогата на локалната самоуправа во безбедноста на пешаците. Беа разменети искуства за улогата на локалната самоуправа во унапредување на безбедноста во сообраќајот, особено на безбедноста на пешаците како најранлива категорија на учесниците во сообраќајот. Повеќе информации за ова од Томислав Атанасовски. Во просториите на Скопскиот СЕМ, денеска Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во рамките на неделата за безбедност на пешаците во Република Македонија во соработка со партнерите организираше стручен собир со меѓународно учество на тема улогата на локалната самоуправа во безбедноста на пешаците. На стручниот собир беа разменети искуства за улогата на локалната самоуправа во унапредување на безбедноста во сообраќајот, особено на безбедноста на пешаците како најранлива категорија на учесници во сообраќајот. Во оваа прилика која што имаме денес, на која што зема учество најразлични представници од најразлични учесници, јас се надевам дека ќе се развие една плодна дискусија која што пред се ќе придонесе да се оформат некои нови, поиновативни решенија кои што единиците за локалната самоуправа би можеле да ги спроведат во наредниот период. Локалната самоуправа е таа која што може, односно која што има најдиректна одговорност за безбедноста на своите граѓани и затоа ние како министерство и локалните власти сме заинтересирани директно за подобрување на квалитетот на живење на локалната заедница и од аспект на целосната безбедност на граѓаните како пешаци. Ова настане одлична можност да се создадат нови форми на соработка како на хоризонтално така и на вертикално ниво, преку кои секој субјект, вклучувајќи и граѓаните во улога на родители и на пешаци, ќе може активно да се вклучат и да направат нешто повеќе на овој план. Воедно се изврши презентација на напредни технологии и современи системи за регулирање на сообраќајот на пешаците како можност за унапредување на безбедноста на пешаците во сообраќајот. На собирот своје излагање даде и председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата Никола Ангеловски, председателот на ПРИ Јуп Гус, амбасадорот на Република Хрватска во Република Македонија доктор Златко Крамарич и директорот на Агенцијата за безбедност во сообраќајот на Србија Стојадин Јовановиќ. Како што знаете, ова недела е недела на безбедност на сообраќајот на патиштата, односно поголема безбедност на пешаците во сообраќајот. Ние како Републички совет за безбедност на сообраќај на патишта, кампањите кои што ги имаме зацртано оваа недела, ова е стартот на кампањата, значи за да ги заштитиме пешаците во сообраќајот. Следува друга кампања, тоа е да ги заштитиме моторциклистите во сообраќајот и се надевам дека негде до мај, до почетокот на Светскиот конгрес за безбедност на сообраќај на патишта, ќе имаме и уште една кампања да ги заштитиме и велосипедистите. Знаеме дека има голем број на жртви минатата година, 45. Тие жртви се за оваа средина во која што живееме сепак се еден голем број. Оваа година се надевам дека со зголемениот број на кампањи
тие жртви ќе бидат сведени на минимум. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот и патиштата во текот на следниот месец мај, поточно од 20 до 23, ќе одржи и меѓународна конференција за улогата на локалната самоуправа и општините во подобрување на безбедноста на сообраќајот на локалните и регионалните патишта. Ланецот продавници, техномаркет и сите нивни купувачи го поддржаа месецот на аутизмот со донација од технички апарати наменети за Сдруженијето во мојот свет. Сдруженијето на граѓани за третман на лицата со аутизам во мојот свет денеска добија донација во вид на технички апарати на кои ќе се инсталираат програми за урална анимација и музичка подлога за подобро совладување на говорот кај лицата со ова нарушување. Донацијата ја обезбеди ланецот на производи Техномаркет, а во неа беа вклучени таблети, телевизор, лаптоп и надворешен хард диск. Председателот на Сдруженијето Златко Стојановски ја искажа благодарноста од хуманиот гест на компанијата и апелираше до сите останати компании да им помагаат на сите здруженија, бидејќи на тој начин се оправдува целта на постоењето на самите здруженија за поддршка на лицата со било каков хендикеп. Донацијата е важна бидејќи во делот, да кажеме, на техничката роба, каде што се состои во таблети, ќе биде, да кажем, изработен или посебен софтвер кој што ќе служи за работа со детето со аутизам. Голема благодарност до компанијата како Техномаркет на оваа донација, бидејќи ретки се, да кажам, донација од ваков тип, а на здруженијата нели како нашто многу тоа им значи. Би искористил оваа прилика, значи, да ги поканам и другите фирми да го следат овој пример, значи, на компанијата Техномаркет, да донираат и во други, да кажем, здруженија, значи не само во нашето здружение, бидејќи ние здруженија тако практично се само, да кажем, одржуваме и многу ни значат, да кажем, овие донации. Кампањата беше спроведена во текот на месец март, кога за секој купен производ во продажните салони на Техномаркет, дел од средствата се издвојуваа за реализирање на оваа донација. Маркетинг менаџерот на Техномаркет Марија Ристовска им се заблагодари на сите граѓани кои со купување на одреден производ дале свој придонес во остварувањето на оваа донација. Донацијата ќе им користи пред се за орална анимација на членовите во здруженијето. Ние сме многу среќни и сакаме да им се заблагодариме на нашите, односно на сите граѓани што земаа учество во оваа донација и на тој начин ја поддржаа целата оваа кампања што ја спроведовме за Сдруженијето со аутизам. За нас како, односно на Техномаркет е општо познато дека им излегуваме пресед на ранливите категории и со тоа го помагаме нивното функционирање во општеството. Затоа сме и особено горди на оваа донација, од проста причина што со неа ќе го помогнеме, односно ќе подобриме работата на самото здружение од практичен аспект и ќе им помогнеме на самите членови подобро да се социализираат и да нели се овозможи напредок на самите членови во развој, односно во борба со аутизмот. Регулаторната комисија за енергетика објави дека сите приватни компании 222 согласно законот и пазарните правила излегоа на слободен пазар. Имаа можност да купат електрична енергија и да се одлучат за избор на сопствен снабдувач. Реална и вистинска либерализација има од 45 до 50% на пазарот. Јавните предпријатија поради специфичноста на законот за јавни набавки треба да се приклучат до 1 јули. Од 1 јануари 2015 година на пазарот за либерализација на струјата ќе се приклучат и домакинствата и малите потрошувачи, за кои оваа либерализација нема да значи поевтинување на струјата, но нема да има големи отстапки и од сегашната цена. 222 компании согласно законот и согласно пазарните правила кои што беа донесени во мај 2012 година излегува на слободен пазар и имат можности и права да купуваат електрична енергија на слободен пазар и со тоа да сами одлучуваат за изборот на сопствениот снабдувач или трговец. Можеме да потврдиме дека од сите овие компании, ако ги исклучиме оние јавни предпријатија кои што не потпишаа договор, сите приватни компании потпишаа договори за снабдување и тоа е многу позитивно.
се регистрирани за учесници на пазарот кај операторот на пазарот, вклучени се во балансни групи преку своите снабдувачи и веќе од 1.1. значи имаме комплетна размена на податоци со која што сите овие балансно одговорни страни доставуваат номинации на пазарот на електрична енергија и тоа функционира безпрекорно добро. Ние во овој период значи донесовме покрај новите пазарни правила, тарифен систем за пренос на електрична енергија, за дистрибуција на електрична енергија, тарифен систем за продажба на електрична енергија на домаќинствата и на малите потрошувачи кои што беа неопходни предуслови. Издадовме 2 лиценци за снабдувач во крајен случај, кои што се исто така битна законска обврска, а ќе бидат практично применети од 1.1.2015 година, и вкупно 6 лиценци за снабдувачи на слободен пазар. Битно е да кажеме дека со овој процес, значи, во Република Македонија реална и вистинска либерализација има во процент некаде помеѓу 45 и 50%. Остануваат од 1.1.2015 само домаќинствата и малите потрошувачи посебна можност да бират снабдувач и доколку не изберат, сепак ќе бидат обезбедени со ќе имаат електрична енергија преку снабдувачот во крајен случај, кој што останува регулиран и кој потпишува договор за набавка на енергија со ЕЛЕМ, Електрани на Македонија, на кој што согласно законот и согласно лиценцата има доверена обврска за јавна услуга. Катната гаража што минатата година се изгради на улицата Свети Кирил и Методи, иако не ја усвои наградата од жирито, доби најмногу гласови од публиката на интернет. Гласањето за архитектонската награда Архитайзер А+ во категорија објекти за паркирање. Наградата Архитайзер А+, што ја организира платформата за архитектура и дизајн Архитайзер, им оддава признание на најдобрите архитектонски решенија, простори и продукти во светот. Катната гаража на улицата Свети Кирил и Методи за граѓаните беше отворена на 8 септември 2013 година. Објектот има 2 ката подземја и 5 ката надземја, со вкупно 445 паркинг места. Се работи за современ објект со модерен систем за видеонадзор, систем за следење слободни паркинг места и за насочување на возилата, осветлување и испочитувани стандарди за противпожарна заштита. Фасадата на објектот е изработена од ламинантни панели од природен материјал дрво со голема издржливост на температурни промени и атмосферски влијанија. Овозможува природна вентилација на објектот. За илуминација на фасадата се поставени 496 светилки со LED диоди, секоја со моќност од 18 вати. Постои можност за различни сценарија на осветлување на објектот во повеќе бои и со различно времетраење. Проектот за катната гаража е на група автори: Минас Бакалчев, Митко Хаджипулја, Саша Тасиќ, Александар Радевски, Никола Стрезовски и Дамјан Момировски. Автори на фасадата се представници од фирмата ПАК од Австрија и Милан Мијалковиќ. По повод Светскиот ден на здравието, 7 април, задутре во старата Скопска чаршија пред Чифте Амам и Мурат Пашината џамија, од 9 до 14 часот ќе се одржи акција за бесплатни превентивни прегледи на граѓаните. Акцијата ја организира Институтот за јавно здравје Скопје во соработка со општина Чаир. Предвидено е мерење шеќер и холестерол во крвта, крвен притисок, телесна тежина и висина. Ке се даваат совети од страна на доктори на медицина и ке се дели пропаганден материјал за здравиот животен стил и превенција од болести. Според организаторите, граѓаните е пожелно да бидат гладни со цел добивање точни вредности од мерењата на шеќерот и холестеролот. На настанот ќе има ученици од основни училишта во општина Чаир, како и подготвена здрава храна, национални јадења. ИМЗ Скопје аеродром го доби 119-тото градско дерби против Работнички со 76-72. ПСЖ и Реал Мадрид со значителна предност во првите четвртфинални средби во Лигата на шампионите. Следуваат спортските вести веднаш по рекламите.